Жестока дебата во парламентот за државната каса. Пратениците од власта и опозицијата ги вкрстија копијата околу проектираниот буџет од 3,9 милиарди евра, највисок во историјата на земјава. За опозицијата буџетот е неразвоен, а владата велат со најавените зголемувања на платите и пензиите планирала предизборен подкуп. Власта пак се фали, парите ќе се трошеле за развој на човечки капитал, здравство, образование, инфраструктура. Замислете владата која што само пред 2 месеци со ребалансот на буџет скрати 34% од парите предвидени за образование во Република Македонија или за развој на образованието во Република Македонија, сега ќе вложува во човечки капитал. Мора пензионерите да издржат со покачувањето од 36 денари. Мора професорите да издржат советеното, а излажаното покачување не се усогласено со колективниот договор. Со тоа покачување пензионерите ќе имаат најголемо зголемување на пензиите последните 20 години. Пратениците од СДСМ се пофалија со модернизација на здравството. Опозицијата ги потсети дека ветувањата за повисоки примања на лекарите не ги исполниле. Вкупните расходи во буџетот за 2020 година се планирани на 239,7 милиарди денари и тие се во функција на навремено и редовно исполнување на сите законски обврски, како и за поддршка на домашната економија, приватниот сектор и граѓаните, инвестиции во човечките потенцијали. Од каде ќе ги најдете парите ако не доволно се плаќаат даноци, акцизи, ако компаниите имаат загуби и не може да ги подмират обврските? Проекцијата на државната каса за идната година изнесува 3,9 милиарди евра. Економскиот раст се предвидува да биде 3,8%, а буџетскиот дефицит на ниво од 2,3% од бруто домашниот производ.